Почитувани, добро вечер. На фреквенцијата сте на 1 ТВ. Време за уште еден уреднички брифинг. Вчера на самитот на НАТО во Брисел, генералниот секретар на Алијансата Јан Столтенберг на премиерот Зоран Заев му ја врачи поканата за пристапни преговори за зачленување на Македонија во НАТО. Вечерва мој гостин и ваш брифер во наредниве 50 на минути ќе биде нашиот национален координатор за НАТО, професорот Стево Пендаровски. Пендаровски, добро вечер. Добро вечер. И добро дојдовте од Брисел со убава вест. Овој пат не кикснавме како во Букурешт. Па јас бев дел и од таа екипа пред 10 години и нешто. Да, знам дека бевте, да. Беше поголема делегацијата, значи делегацијата во тоа време беше над 40 луѓе, са не бевме ни половина од тоа, меѓутоа направивме подобар резултат. И овој пат се очекуваше. Овој пат се очекуваше затоа што имаме договорот со Грција и се очекуваше нема други пречки. Тоа што евентуално може да се наведе како некаков плюс резон за Европска унија овде не важи. Ова е една малку поинаква организација и она што го очекувавме, она што ни беше презентирано како најнова информација 5-6 дена пред самитот, практично тоа се оствари и таа формулација што ние кажа, таа и ја добивме. Да, нормално кај нас како и за Европската унија, како и за се опозицијата и овој пат вика дека и оваа покана е условена, не е покана уште, но факт е дека генералниот секретар уште претходно рече дека треба да се финализира договорот со Грција околу името, инаку нема други пречки за зачленување Македонија да стане полноправен член на Алијансата. Also, ова е покана. Да. Значи, вели ја покануваме владата на таа и таа држава да почне пристапни преговори. Покане. Понатаму постои уште еден став, кој ќе се финализира договорот со Грција, тоа ќе поканиме луѓе да се бунат, има два пати зборот покан или поканува се употребува, ќе ве поканиме да станете полноправна членка. До година некое време, претходно да ја завршиме домашната задача. Во овој момент формулациите кои се за нас употребени се идентични као за сите земји членки претходно. Да, и за Албанија и за Црна Гора. Албанија, Хрватска 2009, рокот е негде околу една година. Една година во случај да немаме други, да немаш други обврски. Тој е така наречен технички некој период на преговори, на дозатварање на некој поглавја. Ние овде, да бидеме реални, го имаме договорот од Преспа и тука ни престои голема задача на сите нас, само тоа е домашна задача наша. Тука нема Франција, не знам, некоја Холандија, Данска, како во Европска унија, кој вели што со независно судство, што со медиуми и така натаму. Овде е само од нас зависи. Значи, станува збор, да бидеме прецизни пред аудиториумот, за двете следни фази, после ратификацијата на тој договор, за референдумот и за уставните промени потоа. И ориентационо би требало да го завршиме тоа некаде пред Нова година или средината на јануари, за да потоа почне овој технички процес на ратификација во сите земји членки, кој е практично оди мазно. Тука нема поголеми политички проблеми, освен што се чека на времето. Има држави, као што е Белгија, кои имаат повеќе парламенти, бидејќи имаат сложена парламентарна структура. Не знам, има големи држави као што е Америка, кои баш со овие прашања не се занимаваат секојдневно, меѓутоа од сите парламенти, од сите земји членки добивме уверување дека ако Преспанскиот договор се финализира, тие нема да прават проблеми. Значи, дали ќе биде ратификацијата кај нив во март или ќе биде во јуни, ќе биде сигурно. Да, и министерот за надворешни работи вчера даде изјава Никола Димитров дека реално е да очекуваме дека до година околу јуни би можело да бидеме веќе полноправна членка на НАТО. Да. Премиерот на Грција Ципрас исто во вчерашната изјава мислам рече дека очекува дека ако Македонија до јануари, февруари заврши со референдумот, со уставните, со интервенциите во уставот, дека и Грција ќе си ја заврши работата и дека ќе биде ратификуван без разлика што и тој има проблеми во владеачката коалиција. Има и мислам дека интересот и на Грција е, бидејќи тоа тенко парламентарно мнозинство сега е на плюс 2, 152 од 300,
Интересот е и нивни, ние тука порано да завршиме, за да можат и тие да ратификуваат, бидејќи не е исклучено да има до година имаат секако избори, меѓутоа може да бидат и малку предвремени, значи и на пролет да ги направат. И во тој случај партијата на Ципрас во овој момент не стои така добро, че по некои анкети се очекува победа на сегашната опозиција. Инаку ова во договорот не го пишува, меѓутоа е интересно да го знаат нашите граѓани. Кога ќе завршиме ние со нашите фази, заклучно со уставните промени, прва земја која ќе го ратификува нашето членство во НАТО се очекува да биде Грција. Чи прво тие ќе го завршат својот дел од работата, потоа доаѓа американскиот сенат и конгрес и така натаму и така натаму. Значи тие кога ќе речат тие ова е во ред за нас, според договорот е, ние ратификуваме и тогаш почнуваат и другите да ратификуваат. Значи Грција ќе биде првата која ќе го отвори тој процес на ратификација во парламентите кај земјите членки. Веднаш откако ние ќе ги завршиме уставните. Да, бидејќи во Букуреш практично Грција не попречи, односно нерешениото прашање Да, околу сите други парламенти би чекале на ова што грчкиот парламент ќе каже, па потоа нема смисла тие да ратификуваат, а грчкиот парламент да не ратификува. Значи тие би биле први во таа низа од јануари, здравје Боже, до година натаму. Освен името, чинам дека ти малку повеќе од нашава делегација беше во Брисел пред Па да одам биде... почесто да одам. Сега одам и почесто. На самитот. Има ли другите членки резерви околу нашето зачленување во НАТО? Знаеш што Освен името, договорот. Не. Во оваа фаза не. Не. Во оваа фаза не, значи ние не сме таму кога се решаваше за нас, бидејќи првиот ден од самитот само членките договараат и гласаат. И ако има некој приговор, тогаш го истакнува, ние бевме надвор, ние учествуваме во вториот дел кога се членки плюс партнери, на пример за Авганистан. Меѓутоа имаме пријатели кои биле внатре и кои ги прашувме, да ни кажаа дека точката за Македонија во оваа ситуација била брзо помината. Значи да не претерам 10 минути, можеби е многу. Столтенберг прашал дали некој има други евентуално приговори освен ова што го знаеме во делот со нашиот јужен сосед и никој немал ништо да истакне, буквално никој, ни Франција, ни било кој друг. Значи таа точка е помината брзо со таа формулација. Договорот со Грција и почнува ратификацијата кај другите членки. Значи за разлика од ЕУ, овде не се истакнати никакви приговори. Впрочем тоа беше така и во изминативе години од Букуреш навака. Вели, знаеш како, заклучокот во Букуреш е прецизно овака, вели, оваа држава, кандидат, ги исполни сите услови и уште ова прашање остана. Да, кога ќе го реши тоа прашање, ќе биде... Инаку, види, да бидеме реални, 2016 имаше НАТО самит во Варшава, во Полска, а ние бевме усред нашата најголема политичка криза години назад, и финалната декларација на тој самит не вели само проблемот со Грција. Во меѓувреме ни се натовари и други работи. Буквално има една многу грда формулација, многу тешка формулација, значи со дополнителни услови, вели, длабоката политичка криза ја оддалечи, вели, Македонија од базичните демократски вредности на алијансата. И зашто направи оваа влада? Во изминатиот период, во оваа една година, ги тргна тие услови, да, голем исчекор ја направен, ја ослободи државата, буквално, која беше заробена, знаеме сите, и дојдовме повторно само до Грција. И преговорите со Грција, кои завршија, како што знаете, во јуни со договорот од Преспа. Читав негде вчера, ми се чини една твоја изјава дека според некои анкети во земјава, тие што се за НАТО, граѓани, анкетираните, 12% се повеќе од оние што се против Македонија во НАТО. Знаеш што, Ацо, јас бев испровоциран на таа изјава, ти кажам отворено, постоеше првиот ден, значи некаде околу 5 часот попладне првиот ден, 11 самитот на НАТО заврши и со оваа точка за нас. И имаше Столтенберг пресконференција на која покрај другите работи, нивни други работи на агенда, зборуваше и за нас. И ја кажуваше оваа формулација. Сега почнаа некои новинари, меѓу кои од Македонија, да поставуваат прашања во оваа смисла. Како мислите се ни поставувате дополнителни услови, како мислите ние да влеземе во алијансава кога не знам колку проценти, некои неверојатни проценти кажуваа, 70-80 се против договорот. Со Грција како воопшто мислите да влеземе ние? Тоа е вели другари, тоа е ваша работа домашна. Ова е условот, ви рековме. Почнувате со преговори, плюс ова да го решите до крај да го финализирате, тоа е ваша работа, не е моја. И во тие прашања се содржаа некои небулозни бројки. Да не именувам еден новинар, спомнуваше 80% од луѓето наводно биле против тој договор. Во Македонија? Во Македонија, да, зборуваше за од тука, твој колеги.
И ја бев испровоциран после тоа, ја имав некоја изјава за нашите медиуми и бидејќи ги знаев, две анкети знам, сум имал увид во две анкети, кои не се нарачени од владата, кои се правени после договорот со Грција и на кои што луѓето беа прашувани, граѓаните од нашава земја беа прашувани што мислите за влезот во НАТО, по тој или по тој услов. Значи, не зборувам ја само дали сакаш во ЕУ и во НАТО, па да бидат 80%, него дали со Република Северна Македонија би сакал да влеземе, да бидеме членка тамо и тамо. И бројките се, тука сум прецизен, бидејќи ги знам, 10 во едната анкета, 12% во другата, предноста е на страната на овие кои велат да, наместо фиром сега да бидеме Република Северна Македонија и да влеземе во НАТО и во Европската унија. Што е прилично пристоен број. Зборувам, не е почната кампањата за убедување на луѓето, значи имате, знаеш каква контрапропаганда се водеше меѓу време дека тоа е готово, отиде македонштината и се води. Значи во овој момент граѓаните на Македонија се многу поразумни од некои наши политички субјекти и политички лидери и многу потрезвено гледаат на целата ситуација. Тоа се тие реални бројки. Не можеме да се лажеме дека никој не сака, меѓутоа ти кажувам бројките се прилично пријатно ни изненадија и нас во владата и генерално сите што сме за оваа опција. И премиерот во вчерашната изјава исто имаше дека е голем оптимист и за референдумот, дека ќе биде позитивен. Се повика на некој околу 75% дека може. Знаеш што, да појаснам, значи ја видов таа негова изјава, знам, 75% или околу се за ЕУ и за НАТО. Или ако толку многу луѓе се со години за оваа стратешка цел, логично е дека со оваков еден одреден компромис ќе сакаат да влеземе во тие организации. Значи не е возможно ти 70-80, некој пати 90% се за НАТО, а селат не, 80% се против бидејќи е ваков договор. Зошто се во таков број за? Затоа што договорот објективно не ја руши македонштината. Договорот не поништува нас као македонци. Само во географска смисла спецификува, конкретизира кој дел од географска Македонија сме ние лоцирани. Значи, ја ги слушам тие моабети дека нема више Македонија, македонско, умре таа работа, меѓутоа во договорот има прецизни одредби за тоа. И сеака јазикот, на пример, има само прецизирање дека нашиот јазик е дел од словенската група на јазици. И тоа е историски факт, тоа е лингвистички факт. Што е спорно околу тоа. Така што многу тука опонентите немаат што да покажат во делот на самата содржина на договорот. Ја не велам дека не е проблематичен, болен, тежок, бидејќи станува збори за промена на устав. Само по себе да промениш устав е тешка политичка операција. Меѓутоа нема никаква опасност, повторувам јас и другите, никаква опасност да се поткопа македонскиот идентитет. Не е прва интервенција во уставот, нема да биде и прва. Не го поткопува идентитетот. Не го поткопува, дајте да зборуваме точка по точка со кого сакате, не можам да видам како го поткопува. Кога пишува македонски јазик, пишува придавките се тука, имаме и кратенките. Од интернет, од МК до МКД, се остануваат. И тоа во личната карта во Обединети нации. Ние не зборуваме во кафана, како може да дома со фамилијата. Зборуваме за она што е лична карта на земја членка на најголемата светска организација, Обединети нации. Добро, зошто тогаш опозицијата и за поканата за НАТО вели дека не е покана, туку е условена, исто како што реагираш и за датумот за предпристапните преговори со ЕУ? Се можеме да нагаѓаме. Мене ми се чини дека станува збор за два типа на резони. Сега пробам ја во нивна кожа да влезам и да објаснам. Иако тие треба да објаснат, до овој момент збар за мене не објаснија многу добро зошто се против. Прво станува збор за вообичаената, стандардна, традиционална желба на секоја опозиција да каже власта не работи добро. И да добие некој поен за себе, што е апсолутно легитимно. Апсолутно легитимно, да. И демократски. И демократски, не е спорно ништо. Така е. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека тие имаат повеќе внатрешни политички проблеми во најголемата опозициона партија и сега се обидуваат тоа да го разрешат, некој од тие фракции да добие предимство или да се засврсти новото раководство преку критика на овој договор. Што е лошо. Што е и легитимно, ако сакаш да правиш стратешка цел е ЕУ и НАТО. Стратешка цел. Ај вака да ги поставиме работија. Значи, ако овој договор не е добар до толку да не поништува скроз, повели дојди ти на моје место. Ја ти тврдам, можеме да отвориме таа дебата. Во овој контекст, после 10 години барокизација, антиквизација и тие глупости што се изнаправија, кога бевме тотално девастирани на меѓународен план, не само во однос на Грција, и во однос на Америка, и во однос на Германија, и Британија, кои се клучните помагачи од позадина. Ја тврдам дека нема жив човек во оваа земја кој може да направи подобар договор од овој. Да добиеме све,
грците нешто ситно и да не можеме да добиеме. Значи, веруеме, ние направивме чудо. Од јуни лани, од 31 мај новата влада, за година дена е чудо што воопшто дојдовме до оваа дереče. Воопшто е чудно што дојдовме. Значи, не можеш да направиш подобар договор. И ако сакаш да дојдеш на власт, ако мислиш дека ова борба за власт, повели дојди, како ќе владеш? Со држава која е надвор од сите структури, која е комплетно изолирана. Не можам да видам, значи, кој е ти е политичкото рацио? Зашто го правиш тоа? Као опозиција, да. Сега во овој контекст и во овој момент, јас зборувам за евентуалната желба на некои опозициони структури да го бойкотираат референдумот. Да. За тоа зборувам. Иначе ти ако си против, е легитимно. Ти си против, јас сум за и народот ќе каже. Септември, октомври ќе каже на референдум. И таа одлука ќе мораме да ја почитуваме сите. Ама што ако ти сакаш само да не успее работава, колку ти на пакостична власт? Јас сум го повторил тоа секој пат и сакам сега да го кажам во една реченица. Ако некој мисли дека решавањето на проблемот со името му носи политички поени на тој што го решава, се лаже. Тој ти одзема политички поени, тој ти одзема рейтинг, дали 1% или 101, али ти одзема. Че никој ова не го прави за да направи рейтинг плюс или како што правеше Груевски. Нас не одбиваат во април 2008 во Букурешт, тој месец и пол после тоа прави предвремени избори, зашто да направи 61 пратеник. Што ова не се прави за тоа. После Букурешт ја напушти Евроатлантската агенда. Да. И тој гледаш само една партиска агенда да бидеме ние на власт, па не е битно тоа другото. Чи решавањето, да повторам, на името, овој колосален проблем, не ти носи политички поени. Или да рече некој, ако го решат овие името, било како, ќе владат уште 100 години. Не е така. Не е така. Тежок е компромисот, болен е компромисот и за тоа се бара поддршка од опозицијата. Чи ја разбирам легитимна опозициона борба против власта. Да. Ама овдека не станува збор за тоа. За државата. Прашувам, ќе можеме да отидеме во провалија. И ова што не го гледаме. Завршувам со ова. Значи, не зборувам само за внатрешниот политички контекст или развој на политички настани. Еве неколку работи кои ги слушаме од меѓународен план што доаѓа. Значи, договорот Белград-Приштина е најверојатно во завршни фази од решавањето. Од она што го слушам неформално и вамо го слушав на самитот, тие билатерални средби што ги имавме, значи, 2 термина се провизорно дадени да го затворат тој проблем, како велат тие, со правно обврзувачки договор. Крајот на оваа година, до декември и евентуално 31 март до година, као крај на работа, пред да дојдат нова Европска комисија, нови европски институции и така натаму и така. Она што е лошо по нас, тоа може би е предлог на маргини. Јас се надевам и мислам дека е предлог на маргини. Но во последно време пак се слуша предлогот за размена на територии. Значи, подобрана од Косово, која северниот дел, кој евентуално би се трампал со Прешевската долина. Ова што го чув, повторно велам, комплетно неофицијално, меѓутоа неофицијално од високи кругови на моќни држави доаѓа. Вели, кога би се трампала таа територија, Србите никогаш не се согласиле на тоа од времето на покојен Џинџич, постои таа варијанта за поделба на Косово, меѓутоа кога албанците од Косово ќе побараат Прешевската долина, србите велат не, тоа е крвотокот, трансверзалата од Белград-Солун, коридорот 10. Една од тие варијанти вели да се подели ако се трампа западно од коридорот 10. Значи, окей, останува коридорот 10, пошто ви е витален вам, тоа малку понадесно, што би се рекло, или поналево на картата. Ја ти тврдам, политички лаик го знае тоа не е никаква мудрост или експертско некое знаење. Во било какво трампање на територија ние сме прва и најголема колатерална штета. Сигурно. Сигурно. Да. Значи, ако се менуваат макар за 1 милиметар, за 1 сантиметар, границите на Балканот, овие што ги знаеме, правилно повлече, неправилно, Македонија не може да остане на страна, рече, тоа не ме интересира мене. Не може да остане на страна. Да, тука не се. Затоа е животно важно ние ова прашање да го затвориме со консензус, еден джентлменски договор меѓу опозицијата и власта и сите граѓани и да кажеме дај ние од овие бури кои може би се на повидок, да излеземе со време, да го затвориме прашањето, да влеземе во НАТО, па тие после нека прават што ќе прават. За тоа зборувам. Не зборувам дали ќе останеш ти на власт или ќе бидеш опозиција. Не битно е тоа. Да, но новиот лидер на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски, не излегува од матрицата се уште на претходното раководство. Не може да се одважи да признае, например, дека е покана или дека некако... Знаеш како, нека не признава. Легитимно е, но... Не, нека не признава околу формулациите, нека не признава. Нека каже, ја го чув нивниот портпарол на пресконференцијата веднаш после завршување на првиот ден на НАТО самитот, вели не само што не добивме пофалби тамо, не покана, не повој, шамари добивме. Во ретие. Мене таа реторика ми е разбирлива. Ама јас зборам за практични, ние не можеме да направиме државна изборна комисија.
Да. Ние не можеме, роковите притиска. Значи ние наскоро ќе мораме и Како ќе референдумското одиме на прашање да го референдум договориме. ако немаме државно? Прашањето е идеално, нужно, демократски е и власта и опозицијата заеднички да го договарат. Да не одам јас со трик прашање, па ти на таков начин да ми одговараш. Зашто да биде трик прашањето? Чисто да биде прашањето, ама ја и ти да го договориме. Да. И тие не сакаат да дојдат, јас се надевам има некаква најава, премиерот спомена, од понеделник натаму ќе ги свика сите парламентарни партии на некаков состанок во кој ќе можеме да договориме од ДИК па понатаму, значи фазите на целиот процес да го договориме. После ти ќе бидеш за, ја против, во ред е, али мораме заеднички да договориме. Секој пат било во Македонија тоа. Заеднички се договарало, а на денот на избори или на референдум кој секој со својата среќа и знаење. Добро, каде е тука председателот Иванов? Беше ли поканет на Јас самитот не на успеав НАТО? да разберам, дури некои новинари не прашуваа. Информациите беа дека не добил покана, но неофицијални беа. Не знам какви информации има од неговиот кабинет. Можно е со оглед на неговиот познат став према таа алијанса и неговите политички потези во серија изминативе месеци, па и 2-3 години, дека можеби не е поканет. Меѓутоа знам дека на завршниот прес на Заев кога објаснуваше околу поканата и што понатаму, после неговиот заеднички прес со Столтенберг имаше новинарски прашања и од странски медиуми и од регионални, близко до нас, кои велеа влегувате во воена организација, поканети сте да влезете, а врховниот комендант на вооружени сили, номинално барем, вели не е тука и плюс се противи на оваа цела процедура, што понатаму. Така што ни премиерот нема чисто одговор на тоа, бидејќи јасно ти е познато сите каков е неговиот став. И се сомневам дека ќе биде прецизиран во наредниот период. Се сомневам. Официјална Москва одма реагираше Министерството за надворешни работи преку портпаролката нивна рече дека Македонија на сила ја туркаат во алијансата. Знаеш како, јас ја прочитав го прочитав брифингот и ме зачуди формулацијата насила, вели ја. Да. Камо среќа насила да не турка. Ние имаме толку договорот од Преспа и толку услови претходно што ги исполнивме. Камо среќа, знаеш, насила подразбира добар, лош, влези со силата турка да влезеш внатре. Од отворено во затворено со покрив. Ние не сме насила. Значи ние имаме декември 93 година резолуција во парламентот поддржана и од ВМРО и од СДС и од албанските партии, тогаш каква насила, значи јасно изразена волја. Сите овие години имаме доминантно мнозинство од граѓаните кои сакаат да влезат таму, што се не направивме вклучително и Преспанскиот договор за да влеземе, значи не знам како насила би не влегле. Велам, без исполнување на критериуми, по некој низ некој мал влез, ќе овие така ги протна. Ние сме кандидат кој исполнил најмногу услови, вклучително и овој. Како кога влегувавме во Обединети нации. Чи на сите викат, имаш територија, имаш граници, имаш власт, признаш меѓународни договори, тие се 3-4 услови да влезеш во ЮН. Нас не викат и плюс името. Значи, ако оваа држава не се напатила во исполнување на услови, значи како насила. Тоа е моја, тоа е наша, тоа е твоја, наша заедничка волја. Така што ме чуди таа формулација, меѓутоа ја се надевам дека е тоа во рамките на поширока геостратешка некоја Геополитичко прашање. Да, и затоа така го зборуваат. Иначе Македонија во ниедна варијанта не може да биде закана, ни во војна, ни во политичка смисла. И јас сум го кажал многу пати, сите ние го повторуваме. Ние не влегуваме во НАТО и не сакаме да бидеме таму, да бидеме закана, за комши или за не знам, со кои ресурси ќе бидеме ние закана. Ама прво и основно не сакаме да бидеме закана. Просто. Некако со самитот се совпадна и ова во Атина, што побара двајца дипломати руски да бидат протерани. Да. Наводно, меѓу другото, медиумите нивни известуваат дека е тоа меѓу другото и заради влијание за рушење на договорот од Преспа. Морам да ти признам дека мене ми изненади отвореноста на брифинзите, бидејќи Грција беше една од многу ретките 4-5 држави во Европската унија и во НАТО кои не протераа руски дипломати претходниот пат. Нели по повод труењето во Британија, кога и ние протеравме. Протеравме, да. Да, еден човек од тука и тие не протера. И тогаш сите велевме, големите познавачи на приликите, вели, па да, они има стара една релација со Москва и не би сакал. Да, и сега не само што протеруваат. Тоа двајца се до сега протерани и уште за двајца наводно се води постапка. Вели не само што ги протера, него објаснуваат зошто ги протерува. И дури во тој брифинг вели неколку пати ги предупредивме да не го прават тоа, тие продолжија. И не само што велат во врска со прашањето со Македонија. Туку велат дека и има нешто и во врска со финансирањето на протестните митинзи по повод договорот. Што е прилично јасно кажано, па дури велат дека има некакво финансирање или организирање и во редовите на Грчката православна црква, што морам да ти кажам дека е поприлично откриен брифинг.
да бидам у рамки на твојава емисија. Значи, прилично апла брифинг е. Па, ако не се лажам, и премиерот Заев нешто изјави дека и кај нас протестите ги подбуцнува Русија. Па, се види, знаеш, тие се работи кои се сензитивни, не може да се коментираат. Не можеме да одиме толку отворено како во Грција што коментираат. Меѓутоа сознанија одредени за активност на некои структури во оваа насока, на некои структури, значи не комплет. Не балам за комплет протестите, него дека некои структури биле активни во таа насока, да. Такви сознанија постојат месеци назад. Но сепак, еве, на некој начин успеавме, без разлика. Право е на опозицијата да ја оквалификува како условена покана. Де факто е покана која за пристапни, да. А формалната покана ќе биде тогаш кога ќе помине референдумот, кога ќе биде... Кој ќе ратификуваат сите. Значи, глеј, има формалната е тогаш. Да, глеј, два типа на покани има. Два пати НАТО те кани за нешто. Сега не кани. Почнете со преговорите. За Албанија и за Грција, да. Нема никаква разлика. Процедурата е за сите иста. Апсолутно. Значи, од 90-та навака сите претходно комунистички држави се примени на исти начин. Значи, сега те канат да почнеш пристапни преговори, кои ќе заврши ова све што го зборуваме, да не се повторуваме, и ратификацијата во сите 29 земји членки, тогаш Столтенберг па му пишува писмо на Заев. И му вели сега каниме да станете полноправна членка. И се луѓето се чудат, вика, зашо па те кани тогаш? Си преговарал, си дошол буквално готов пред влез. Гле, има случаи, например, Европска унија. Исланд преговараше со Европска унија. Во меѓувреме има големи проблеми со економската криза, некои банки им пропадна, има ворни избори, дојде нова влада. Исланд во тој момент преговара со ЕУ. И некои експерти тврдеа дека тоа може да биде најбрзиот влез во историја на Европска унија, за помалку од година да влезат, бидејќи имаат хармонизација комплетна законодавство. Тие се практично дел од Европската унија. Меѓутоа новата влада доаѓа и вели независно што сме при крај со преговорите, не сакаме да влагаме во ЕУ. И стопира. Значи затоа меѓународна организација за која зборуваме, преку нејзиниот прв човек на крај кој е све завршено од процедури, све е чисто и преспански договор и ратификација во сите земји членки, вели сега дали ве каниме да влезете. И ти тогаш вели да се согласуваме. Што е, ама тоа е баш на крајот. Тоа се тие две покани што ги завршат, од кога ние ќе се ја завршиме. Завршиме нашата работа и ратификација во сите 20 земји членки, он вели се све готово е, бујрум влезете, покана за да станеш полноправна членка. Ова е прва сега покана за преговори. А сега додека станеме полноправна членка, ние имаме столче на состаноците во НАТО, само немаме право на глас. Не веднаш, немаме право на глас. Само членките имаат право на глас. Се смета дека кога ќе добиеме столче? Ние би требало да добиеме столче некаде при крајот на годинава. При крајот на годината и се морам да ти кажам да бидеме реални, моја проценка е тоа, не го пишува така во документите на НАТО, дека ќе добиеме од кога ќе ја завршиме домашната задача со преспанскиот договор. Во делот во односот на во случајот со Црна Гора, Хрватска, Албанија, после 3-4 месеца тие добиваат столче, ама ке ни беше само техника. Добиваат столче и може да дебатираат, не може да гласаат. А сега бидејќи кај нас практично се зависи од преспанскиот договор, и велат и референдум има и уставни промени, моја проценка е дека ќе добиеме откако ќе ги истуркаме уставните промени. Во меѓувреме, значи и понатаму додека не станеш полноправна членка, ти можеш да седиш тамо, не можеш да седиш, има еден-два исклучок, јас го кажав на еден брифинг, не можеш да брифингот во влада ден пред да одиме за Брисел, за овој самит. Например, интересна е формулацијата, вели не можеш ни да присуствуваш додека си кандидат, ако например се зборува за нечија друга кандидатура, за некоја друга земја. Не можеш ни да бидеш внатре. Не можеш да бидеш присутен. Да, али тоа се ретки. Има еден нуклеарен комитет се нарекува на НАТО, кај што се најголемите кои ја имаат таа способност и членките и вели тамо нема што да бараш ако си се уште кандидат. Значи ни присуство. Иначе во се друго си тамо. Само што не можеш да гласаш. Ако референдумот евентуално не успее, не ја завршиме нашата домашна работа, продолжуваме пак понатаму, бидејќи сите сме определени, сите и партиите се определени, стратешката определба им е НАТО и Европска унија. Аз сум многу тешко, да бидеме реални, многу тешко ќе биде да се продолжи као ништо да не се случило. Си правиме вака сега муабет, ние и пред цела македонска јавност, не е ова муабет у 4 очи, правиме муабет реално, најчовечки што се вели. Ја мислам дека за државата нема да биде добро. Најлошите можни сценарија ќе дојдат потоа. Зашто ти Столтенберг го кажа, сите ни го кажуваат тоа, ако сега не биде, во оваа фаза дојдени, со потпишан билатерален договор,
Вели, ова е шанса која се пружа еднаш у не знам колку. Да, историски После, моја стара теза, да, ние после тоа пак ќе продолжиме да преговараме. Може би некоја нова генерација македонски политичари ќе го прави тоа. Може би за години, бидејќи таа е алтернативата, таа е опцијата која поддржуваат најголем дел од граѓаните, се плашам дека во таква варијанта ќе влеземе у безбедносен и политички вакуум, у кој не само соседи, него и поголеми некои сили за кои пред малку зборувавме, може ќе најдат своја математика да расипат некои ствари. Нема да забораваме дека ние имаме не знам колку 70-80 илјади луѓе со бугарски пасоши само. Така е. И сега гледате, значи до 2025 се очекува Србија и Црна Гора да ги завршат преговорите со Европската унија. Значи за неколку години практично можеби граѓани од Македонија ќе земаат и српски пасоши за да бегаат од држава. Во делот на економијата немаме што да се надеваме. Што ќе се надеваш држава која е практично изолирана? Ова знаеш што го кажува не е блеф. Вели од моментот кога го потпишавме Преспанскиот договор, а сите знаат дека тоа беше пречка за НАТО, 7 големи компании ни се јави и не рекоа колку е ова сигурно и кога ќе заврши. Што секој сака од големите да влезе у држава која има известна перспектива, предвидлива иднина. Инаку кој ќе дојде да вложува? Само црни пари, само сиви фондови, да не кажам само перачи на пари во вакви држави кои се енклави кои не се дефинирани. Ние можеме да живееме у тие илузии дека ние сме Република Македонија и баш ни е убаво, меѓутоа ние 30 години наназад сме поранешна Југословенска Република Македонија. И ова треба да го кажеме јасно пред македонската јавност. Тоа се нарекуваше и се уште сме тоа привремена референца. Нема експерт од надвор за безбедност и за политика кој ќе ти каже на држава која има привремена референца како некакво име, иднината е загарантирана. Значи, нас не доживуваат во многу сериозни, релевантни кругови надвор, како за сега транзиторна творма. Може ќе ја биде, може нема да ја биде. А ако влеземе во НАТО, утре и во Европската унија, ние практично го заокружуваме дефинитивно концептот на македонската државност. А ако не го заокружиме, ние ќе продолжиме да преговараме. Тоа е една фраза која ја употребам често, што друго, да. Меѓутоа јас се плашам бидејќи знам што се случува и што може да се случува на терен и во околината. Те стари балкански атавизми, национализми и така натаму, подпомогнати од центри надвор од регионот, се во еден дел се уште живи. Не е таа работа умрена. Имаме и внатре структури што... Имаме внатре структури кои велат што бараме воопшто на Западот. Треба да бараме на нешто, некој друго чаре, или неврзани да бидеме пак, ни исток, ни запад. Сега да ти кажам, ние ќе продолжиме да бидеме недефинирана територија. Со ова ние ја омеѓуваме границата. Ставаме печат, велиме, ние припаѓаме на западната цивилизација и институционално. Не само ние културолошки, ја и ти, ние се чувствуваме како западњаци, не. И институционално, со тоа што ќе станеме полноправна членка во двете организации, најбитни на западот организации, и после тоа ќе биде многу тешко да ја поместиш таа внатрешна рамнотежа. Многу тешко ќе биде. Инаку во спротивно ти велам, не само во однос на идниот договор меѓу Белград и Приштина, ние не ја знаеме и постојано слушаме дека се заговара некаква друга статусна ситуација на Република Српска, а и тоа може да биде ланец на действие ако почне тамо да продолжи на други места на Балканот, така што ја воопшто не сум сигурен дека работиве на Балканот се затворени за век и веков. Власта еве за утре закажа прослави во чинам 14 или 15 градови. 15. По повод поканата од НАТО. И тука се поделени мислењата. Едни се оние од опозицијата дека каква покана блефирате. Другите кои се присталици на НАТО има такви кои што велат зошто трошиме сега пари. Гледај, ако паметиш, не беше многу одамна, тогашната влада организираше голема прослава на плоштадот по повод кандидатскиот статус за Европска унија. И тогаш имаше слични муавери. Што ни треба се прослава, толку пари се потроши. Беше Бучковски. Бучковски беше, во декември, 14-15 декември, доделија кандидатски статус Европската унија и направивме голема прослава. Голем снег беше, ако паметиш, ама пак се направи една убава прослава. Ја прашувам као граѓанин, зашто да не прославиме на крајот на краиштата? Значи ја не велам дали толку или волку пари ќе се потрошат. Не верам да трошиме енормни суми таму. Тама работа. Меѓутоа една скромна прослава. Зашто да не го одбележиме тоа? Кој сака нека кажува. Значи не затоа што не тапшат по рамо овие од Запад. Внимај, во документите на НАТО, од овој самит, па и Столтенберг лично, сите договорот од Преспа го именуваат како историски договор. Тоа не е само ти го направи кејфот, дозавршете ја работава, иначе лошо, ама дозавршете ја. Значи, ако онолкави величини, светски,
фактори, политички, велат дека сме направили историски договор и тоа без многу асистенција од надвор, него практично у директни разговори на премиерско или министерско ниво, па имаме право и ние да прославиме мајко. Па да. Зашто? Зборувам од тој аспект. Не зборувам се, дајте сега 100.000 евра да трошиме туку така во вете. Зборувам да биде една скромна прослава, еден концерт во 15 града, со разни изведувачи, а кој сака нека повели. Не гледам што е тоа лошо. Не гледам што е тоа да има отчет за парите кои се потрошени. Јасно. Ама да не организираме зашто? Зашто? Само не велам да биде тоа помпесно. Ние како на мала нација во нумеричка смисла не ни личи да правиме гигантски прослави. Така е. Добро, да се надеваме дека референдумот ќе помине така како што еве се оптимистичките анкети, да се надеваме дека ќе си ја завршиме домашната задача. Морам да кажам тука уште таа работа ќе ја зборувам. Мене ми се чини дека клучот за успех на референдумот ќе биде учеството на опозицијата. Да. Јасниот став дека ќе учествуваат, макар и со опозитен став. Да, нека гласаат против, да. До овој момент главната опозициона партија се нема произнесено. Вели дајте да видиме како ќе биде прашањето во ред, дајте да видиме едно, друго, трето. Јас се плашам дека и од кога се ќе видат, па ќе бидат на два стола. Значи тоа ќе биде крајна историска неодговорност према сопствениот народ. Че овде не се работи за обично политичко прашање. Не со дали имаш инвестиции толку проценти или волку проценти. Дали си ги искористил капиталните инвестиции волку, што си амбуланта, школа, не се работи за тоа. Станува збор за исклучително стратешко прашање. Ја постојано го не претерувам. Мене ми се чини кога велам дека станува збор за трет меѓник, трет столб во 30 години независна држава. Имаме 8 септември, кога гласавме за независна држава, 2001 која вративме државата од амбис, со рамковниот договор, со огромна помош од надвор, и сега кога треба да ја заокружиме македонската државност. И сега да кажеш, јас си седам дома, гледај, паралелата која ја влечат од сегашна опозиција е со 2004 референдумот за децентрализација. И вие во тоа време како власт, ова сегашна власт, и владеачка партија, били вие, тогаш рековте некои прашања не заслужуваат одговор. Види во што е разликата. 2001 година рамковниот договор го потпиша и ВМРО ДПМН преку нејзиниот претседател. 3 години подоцна таа партија ВМРО ДПМН собираше потписи да го руши рамковниот договор. Да не се лажеме тоа, него 150.000 потписи не може да собере некој тамо маргинално НГО. Да. Се знае кои ги собра потписите. Од тоа време имаше две фракции во таа партија, и едната и другата фракција беа здушни во тоа да ги соберат потписите, и кога се вклучија тие две фракции, у 10 дена ги собраа потписите. Чи ти потпишуваш со двајца меѓународни гаранти, Америка и Европска унија, дека да, ние сме за ова, а децентрализацијата е еден од клучните столбови на рамковниот договор, 3 години подоцна велиш, ако може да пропадне рамковниот, не е лошо. Тоа беше политичка непринципијалност. Сега овдека излези и речи ова е катастрофа договор, ја гласам против. Ама немој да седиш дома. Затоа што можно е, без да звучам катастрофично, дека ако пропадне референдумот заради абстиненција, не затоа што граѓаните ќе речат не го бива договорот, тоаш прашање на што ќе бидеш ти власт. Кај ќе бидеш власт? Во каква држава ќе бидеш? Во некоја беда, во некоја изолирана енклава, во која жив човек нема да влегува. Не можеме да зборуваме за среќа и просперитет на граѓани ако ние останеме буквално изолирани надвор од сите модерни текови во Европа. Да, лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски пред некој ден изјави дека органите на партијата се уште не донеле став околу референдумот, а за недела закажа протестен марш беше сега е во Кавадарци, беше претходно во Струмица. Се согласувам дека ќе биде неодговорно ако према државата ќе биде неодговорно. Имено према државата. И јас се плашам дека ако, велам тоа се шпекулации во овој момент, ако се покаже за точно дека тие сакаат својот евентуален активитет или партиципација на тој референдум да го врзат со некои други работи, кои се во рацете на правосудството. Ако некој, не велам раководството, некој од страна се обидува да наметне теза дај да трампаме наше активно учество на референдумот, активно макар и лидерот побара амнестија за со амнестија обвинетите и осудените од крвавиот четвртак. За 27. Јас се плашам дека тука имаш на ниво на шпекулации. Тука не. Меѓутоа некои луѓе заговараат, а не се далеку од тие структури, заговараат амнестија и за случаите на СЈО. Че ние, ако одиме со тоа... Тоа не може никој да го направи, не верувам. Јас знам, меѓутоа, ако тоа е у позадината, кој е тој што ќе рече да во ред? Кој Заев ќе рече на СЈО прекинете све? Да. Кој е тој? И на прво, судовите, и Европска унија и НАТО ни викаат, ако нема... Високата корупција да се... Да.
Мислам, не знам дали кај тебе беше или кај некој од колегите твои коментиратме таа формулација околу висока корупција. Не би ли како други години да се поднесуваат кривични пријави против високи функционери, да се завршат постапките? Да. Они сакаат да бидат високи јасно е функционери во високата- затвор. Да. А не ја поднесов 10 кривични пријави. Каков е исходот ќе те прашаат? Да. Ние до сега објективно немаме крупен функционер кој загладил 10 години робија зашо крадел пари. Немам. И они кај вас постои култура на неказнување. Со оваква култура на неказнување, кај ќе одиш у Европа? Чи тој тип на нечесни трампи, ја ќе учествувам таму, ама ти да ми дадеш тоа, е поразително и за нас, и за нив, и за утре било која трета политичка структура, и нема да имаш држава. Утре ќе можеш да излезеш да убиеш човек на улица, да речеш, ама како може овие претходна амнестија да добијат? Па и ја ќе побарам амнестија. Така е. Нема крај на тоа. Не знам дали граѓаните доволно се информирани што значи ова крај на овој брифинг, што значи зачленување во НАТО, што значи да бидеш заедно со 30-та членка во кој што 29 најмоćни држави се таму, да седиш заедно со нив. Не знам дали тие се уште НАТО го перцепираат како војничка чизма или НАТО значи и демократија, НАТО значи точно безбедност, но и демократија и правна држава и А со како год да го перцепират, од се помалку нека биде. Ние не смеме да забораваме дека 2000, зборам за разумните луѓе, не зборам ја радикали ги има секој пат кои ќе речат не беше така, Не, конспирација добро, тоа е беше. нивни став. Значи 2001 година има луѓе кои велат 2001 беше фингирана, па беше конспирација. 2001 година ние имавме и 2002 три мисии на НАТО кои дојдоа тука. После конфликтот, после рамковниот. Првата беше за собирање на оружје, другите беше за стабилизација на државата и интеграција на поранешни кризни региони ги викавме. Без тоа, значи, НАТО помогна да се направи амбиент за имплементација на рамковниот и да не се лажеме. 2005 ние го спомнавме кандидатскиот статус за ЕУ. Па го добивме имено заради имплементација на рамковниот договор. Ние да сме реални, ние не го добивме заради брилјантно правосудство или слободни медиуми. Не. Вели, оваа држава покажа дека може да има некое врзовно ткиво да не се распадне меѓу македонците и албанците и сите други и затоа им даваме, значи како пример за сите у регионот кој не е познат по мултикултура. Не е познат по кохабитација меѓу различни етнички заедници. Кај имаш таков пример друг? И они не наградија заради тоа. НАТО помогна со три мисии, една по друга, 6 месеци период, 2001-2002, да се направи амбиент во кој можеш да мислиш за Значи војната, конфликтот ја префрливме од терен, од пушки во институции. И НАТО и тоа како помогна? Ја ти кажам дека сме биле сведоци сите, ти како новинар, јас сум бил по кабинети, дека ние не можевме, македонската полиција не можеа да влезат у ниту едно од тие села ако немаше човеки од НАТО, ако немаше човеки од ОПСЕ. Да. Така што НАТО веќе покажа дека ни помага. Може да кажеме тоа е окупаторска алијанса која иде низ светот и изиграва светски полицаец. Кај нас се покажа во најдобро светло. Да. Добро, еве минутите за брифингот веќе привршуваат. Јас ти благодарам за учеството. Се надевам дека се ќе биде во ред, како што Јас се надам. Меѓународната многу ни помогна. Тука не треба да бидеме скромни, да им признаеме. Уште две реченици за околу меѓународната. Значи, јас знам дека во еден дел од нашето граѓанство тие имаат малку резерва према меѓународната заедница. Мислам дека и импресионирани како за една година. Еве ти кажам, значи, ова што тоа ќе го викнеш заев, ќе ти кажува у детали, меѓутоа не постои светски фактор. Значи не постои светски фактор во моментов. Од 3.29 што ги видовме во Брисел сега, од Меркел па кој сакаш број го, кој сакаш, без исклучок. Кој не рече, кажете како да ви помогнам. Треба ли да дојдам во кампања? Треба ли ја да одам на луѓето ваши граѓани да им објаснувам дека ни се вакви намерите и дека е добро да бидете дел од нас? Да. Тоа не го правиш. Зашто го прават тоа, не знам, германци, британци, швеѓани, зашто го прават тоа? Зашто го сакаат СДСМ или мене, лично тебе? Мора да имаат некоја поширока цел у главата. Че сите се понудија да помогнат. Кажете што треба да направиме. Како да ви помогнеме? На крајот на краиштата и на меѓународната заедница и треба една позитивна приказна од регионот. Од регионот од кој не доаѓа скоро, за жал, никогаш позитивни приказни. Да. Ние сме познати по лошо. Како велат кој ќе те видат на CNN, сега прв пат на CNN бевме со добра вест. Со добра вест. И на BBC беше така. Трајбаше да продолжи. Ти благодарам за учеството во брифингот. Вам, почитувани, пријатна вечер и се гледаме во септември. Ова е последен уреднички брифинг во овој серијал, во оваа сезона.
Со Пендаровски го почнав серијалот, со Пендаровски го завршувам и имајте пријатна вечер.